И, добро, сега ја од кај да почнам? Што ја правам јас сега? Мислам, вие мене ќе ми поставите прашање или јас на вас да ви поставам прашање? Како ќе правиме сега? Како? Што кажа? Што? Дали сакам да дадам чоколадо? Не, ја не ќе дадам чоколадо. Никако. Не, ми се повраќа тоа. Никако чоколадо јас не јадам. И верој, нема ништо да направиш за да ми го смениш мислењето. Тоа чоколадо не јадам. Значи не пробувам вкусно. Пример, не гледам што е толку убаво во чоколадото. Има само два вкуса, црна чоколада и бела чоколада. Пример, има таму нешто ревчиња, малини, лешници и нешто такво. Има чоколада со орео. И сега, тоа ореото и внатре има така напунето бело и тоа е цело пафнасто и ја не можам тоа да го јадам. И така, има баш вкус на орео. Значи, баш вкус на орео има и не го сакам така. Например, јас имам 3 кучиња и сега јас ако го оставам чоколадото што сум го јадела, уствари не сум го јадела, на под и сега кучето ќе ми го изеде чоколадото. И сега јас што да направам со кучето? Кучето може би ќе поврати, може би почнува да се тресе некако и ја што да го правам, не знам. Што дали сум пробала? Не, што сум пробала? Дали сум пробала да го оставам чоколадото? Не сум пробала. Не. А што? Дали јас сум пробала чоколада? Не сум пробала чоколада. Не сум пробала. Што дали ќе пробам? За 100 денари да пробам чоколада? Не пробувам. Не. 200? Не бе тоа, што малку е тоа, не пробувам. За 500? Епа, 500 денари, вака да размислам, па, може би пробала, да бе, ќе пробам, што? Ќе пробам, не. Орео има. Па, ајде кажам ова, има орео, има вкус на орео, да. И така него павкаста е, да. Може би и на кучињата би им го дала, да, ќе размислам.